Здраво и добро се уште на видео, каде што ова видео ќе споиме едно 3 topics, кои се така пократки, но се интересни, ќе ги ставиме во едно видео и ќе ги разгледаме. Првиот е за B-cell рецептор. Односно, кои ги откриле, нели, имуноглобулините, поточно мембрански врзаните имуноглобулини, така МИГ, без разлика кој е, Г, М, А, нема врска, откриле дека всушност аминокиселините кои се хидрофобни, така нели кои се наоѓаат во мембраната, понатаму имаат многу кратки опашки. Така овие што ги гледате дека што ги бележам со црвено, биле многу кратки, немале доволно аминокиселини. Односно, тоа не асоцира дека на нив не може да се врзуваат други сигнални молекули, други сигнални протеини, така што би можело да се активира каскада каде што може да се праќа сигнал. Така ова им било конфузно, како тогашка имуноглобулинот кој е во мембраната праќа сигнал. И понатаму откриле дека всушност до имуноглобулинот има една друга асоцирана молекула, односно еден хетеродимер. Така, значи хетеродимер. Ја, не знам со протокалува поточно. Хетеро бидејќи е различен, димер бидејќи се две, значи имаме две вериги. Едната е имуноглобулин бета, другата е имуноглобулин алфа, кои што се составени од еден домен, така значи ова е еден домен, ова е друг домен. И едноставно тие се асоцирани заедно со имуноглобулинот и тие имаат полги опашки. Сега на овие опашки може да се врзат, нормално овие опашки се изградени од аминокиселини, тие се полипептидни опашки. Сега на нив може да се врзат тирозинази, Г протеини и други сигнални молекули кои ќе започнат на каскада, така каде што преку различни протеини и различни биохемиски реакции ќе се праќа сигнал. И затоа се разрешило како всушност имуноглобулинот го пренесува сигналот, нели дека се врзал со некој антиген, дека треба да се започне процесот на фагоцитоза и така натаму. И овој комплекс на имуноглобулин заедно со овој хетеродимер всушност се нарекува B-cell рецептор, односно BCR. Како што имаме кај Т клетките TCR, односно T-cell рецептор, овој комплет вака е B-cell рецептор. Наредно за што ќе збориме е всушност ФЦ рецептори. Сега, ФЦ рецепторите ги спомнавме дека се наоѓаат на одредени клетки, например кај макрофагот. Имаме макрофаг, така и макрофагот имаше на површината ФЦ рецептор. И со ФЦ рецепторот всушност го препознава, така го препознава ФЦ крајот од антителото кој е врзано за некаков си антиген, кој се наоѓа на некаков си патоген организам, пример. Така, и знае дека треба да започне например фагоцитоза, или пак имавме НК клетки кои имавме антителозависна клеточно пренесено, односно cell mediated cytotoxicity. Значи имавме и такви процеси. И тие најголем дел ги разгледуваме во видеото кај што зборуваме за ефекторни улоги на антителата, но треба да се напомене дека овие, значи ФЦ рецептори всушност се многу битни и претставуваат една врска помеѓу вродениот и адаптивниот имун систем. Сега, овдека само сакам сега да напомнам дека не постои еден вид на ФЦ рецептор, него постојат повеќе различни видови. Прв кој ќе го видиме, нема да збориме ништо посебно за сите овие, едноставно само еден збор. Овој поли ИГ, односно имуноглобулински рецептор. Овој беше, нели, составен од 5 домени, 2, 3, 4, 5 и служеше, видовме кај класите на имуноглобулин дека го пренесува имуноглобулин А од субмукозните делови, нели, од одредена плазма клетка низ епителните клетки се до луменот на дадениот орган. И при тоа, нели, ова се закачуваше, овој рецептор подлежеше на ензимско откачување овдека и се прикачуваше на димерот од имуноглобулин А, така што, нели, спречуваше разградување на протеазите кои се наоѓаа во мукозата и го зголемуваше опстаувањето на имуноглобулин А. Значи тоа го видовме кога зборевме за класите на имуноглобулини. Овој ФЦ рецептор неонатален, наредниот, всушност пренесува имуноглобулин Г од мајката до ембрионот. Г до ембрион. Наредниве, едноставно само тоа име на рецепторот ни кажува што прават. Така значи имаме ФЦ рецептор за гама, тоа првиот,
што деливавме повеќе подкласи на гама, гама 2, гама 3, тука имаме за алфа. Сега небрежно дека гама 4 исто имавме алфа 1, алфа 2. Имаме ФЦ рецептор за епсилон. Значи прилично се само објаснливи. Интересно е дека овие самите по себе имаат како дополнителни сегменти, така кои служат за пренесување на сигнал. И спомнав дека за да се активира всушност сигналот треба крос-линкинг да се случи, односно како што имаме еден рецептор овдека, така че имаме ФЦ рецептор и тука имаме друг ФЦ рецептор. Едноставно треба да имаме поврзување со две антитела, не знам, со протоколова боја. Значи едно антитело тука и едно антитело тука, каде што се врзани со еден ист антиген. Така, значи антиген и две антитела кои ќе се поврзат со два ФЦ рецептори кои ќе бидат близу еден на друг и ќе имаме крос линкинг. И само тогаш имаме активирање на овие ФЦ рецептори и понатаму се праќаат информации преку каскадни патишта надоле до јадрото, како што се регулира транскрипција преку транскрипцијски фактори, па се прават одредени протеини и така натаму. Значи се активираат други сигнални патишти. Сега имам објаснето, но сепак да повториме крос-линкинг на ниво на антитела, така кои мембрански врзани антитела, ако не збориме вака со рецептори, тогаш би изгледало вака, например, ако имавме една клетка и имавме две антитела. Во тој случај крос-линкинг би изгледало на следниот начин. Така, овој антиген, кој што се поврзува на две места, така, односно се врзува со две антитела и во тој случај, нели, преку овие хетеродимери кои им се наоѓаат на страна, ќе се прати сигнал до јадрото. Океј, тоа беше за ФЦ рецептори. Сега последно нешто што ќе разгледаме е имуноглобулинска суперфамилија. Сега тоа не е ништо страшно, едноставно структурите кои ги видовме на имуноглобулините, така овие домени, овие се беа домени, така. Тие домени беа изградени, има некоја си сложена секундарна структура, односно сложена терцијарна структура, овдека каде што прикажана. Значи имавме такви имуноглобулински здиплени домени, така кои можевме да ги представиме на два начина, кои што се поврзува. Нели имавме 4 со 3 антипаралелни бета нишки, кои се поврзува со дисулфидни мостови и граде овие домени. Сега, вакви структури не се среќаваат само кај имуноглобулините, него постојат и други мембрански протеини кои имаат структури кои се хомологни на овие домени. Така, значи имаме и други структури, други мембрански протеини кои што имаат структури кои се хомологни на овие домени. И тоа не наведува дека всушност сите тие потекнуваат од некој си предок домен, така да сме имале некоја структура протеинска каде што понатаму еволуцијски се разграничиле и направиле различни видови рецептори. Сега, сите овие рецептори кои се мембрански врзани имаат вакви хомологни доменски структури, спаѓаат во оваа имуноглобулинска суперфамилија. Значи, ја дека ќе запишеме имуноглобулинска суперфамилија. Тука се наведени само некои од нив на оваа слика што ја гледате. Понатаму ќе разгледаме и овие што ги гледате малце подетално, така. Ќе разгледаме и некои други кои вдека не се стајани сликава. Значи овдека најголем дел ви се познати или бар ги имаме спомнато, така го разгледавме сега BCR, така ова целото беше BCR. Имаме T-cell рецептор, односно T-cell рецептор, MHC молекули, така тие беа на антиген презентирачките молекули, нели имавме MHC молекули на кои се презентираа одредени антигени, каде што T-cell рецепторот ги препознаваше. Друго што имаме T-cell accessory proteins, такви некои дополнителни полиимуноглобулински рецептор, тој го разгледавме и претходно, нели кај ФЦ рецепторите, бидејќи има таква структура, има такви домени. И некои адхезиони молекули, слепување, односно cell adhesion molecules, овие ги видовме кога имавме нели кај воспаление, кога поминуваат одредени клетки од имуниот систем и да знаат каде да застанат, така, каде што имаме воспаление, ги имаме овие cell adhesion molecules,
така што може да се залепат белите крвни зрнца, така што да знаат каде има проблем. И постојат други кои реков ќе ги разгледаме понатаму. И тоа беше главно се за ова видео, значи разгледавме, спомнавме малце повеќе за кросслинкинг, видовме некои си дека ФЦ рецептори постојат различни и дека B рецепторот всушност праќа сигнал преку овој хетеродимер кој му е на страна. И тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.